Василјановска е личен избор за кандидат на Никола Груевски. Личен избор. И кога гласате, тие што гласаат за Силјановска мораат да знаат дека политиките на Груевски и на Ѓорги Иванов ќе продолжат и понатаму. Мораме после 10 години конечно да добиеме председател на државата од кој нема да се срамиме и кој ќе работи во интерес на државата и на народот. Разликата е огромна, као црно и бело, као небо и земја. Значи, ние се разликуваме, ние не водиме сметка за тоа да ги наполниме куферите и да избегаме со милиардите надвор и да уживаме во некоја Белизе или не знам на кој прекоокеански острови. Ние водиме сметка за вас, ние не повлекуваме политички потези за да ги добиеме следните избори. Ние водиме политика која ќе донесе добро за државата. Гледате, Зоки беше завчера во Берлин, најголемите европски лидери дојдоа да му честитаат и да му кажат браво, тоа е патот. Благодарам во негово име. И сега кога сме на прагот на таа Европа, која од јуни натаму ќе ги отвори сите своји фондови кои ги има и за инфраструктура, и за вработување, и за млади генерации, и за образование, и за здравство, и за се што треба, таман кога почнаме да заличуваме на демократска држава, сега да се вратиме назад и да дадеме власт во рацете на луѓе кои јавно декларираат дека ќе поништат Преспански договор, ќе поништат закон за јазици. Тоа е, дами и господа, тоа е рецепт за катастрофа. Тоа е рецепт за назадување и тоа премногу е ризично ние сега после се што направивме да дадеме власт на такви луѓе кои не ни кријат дека не се за заедничка Македонија, кои не ни кријат дека ќе се грижат само за семејството на Груевски, само за партијата ВМРО ДПМН и не за сите етнички заедници кои инакво сочинуваат мултиетничка Македонија. Дојдени сме сите повторно да бараме поддршка за да продолжиме да чекориме во вистинскиот пат, во вистинскиот правец по кој што ни е тргната државата. И денеска кога е денот на трудот, редот е да почнеме со работниците. Сите знаат како беше пред 2 години за време на режимот за работничката класа. Прекрасни баснословни реклами по медиумите, секаде изгледаше како да тече мед и млеко, никој ништо не правеше за работниците. Ниту еден не влегол ни во кабинетот на Иванов, ни тогаш во кабинетот на Груевски. За разлика од сега. Кај мене сите овие 23 месеци поминаа работници и работници. Ја договоривме минималната плата, која што ги отвори спиралата на покачувањето на платите. И денеска после 23 месеци имаме пораст на платите од 8,1%. Поминаа стечајните работници и технолошкиот вишок. Тоа се нашите дедовци, татковци, кои што цел век работеле, нема своја екзистенција. Затоа што, ако работниците имат, ако граѓаните имат, ќе биде и државата. Верувам дека ќе го постигнеме економско-социјалниот диалог и ќе зголемеме минималната плата на 13.000. Ново отварање на спиралата на платите ќе направиме. Ве уверувам дека со политиките за придонесите се уште преговараме и нема до крај да зборам транспарентно за да успее процесот. Ќе го покачеме целото ниво на плати. Заради тоа што е ликвиден буџетот, финансиски е стабилна државата. И ве уверувам дека во 2020 година ќе имаме просечна нето плата од 30.000 денари или 500 евра. Просечните пензии за овие 2 години се зголемени во просек за 826 денари. Тоа е вистината. Биле 13.754 денари, сега просечната пензија е 14.580. Зборувам за просекот во државата наша. И тоа е пораст од 6%. На цела држава. Излегувајте и бирајте председател. Одговорноста е на сите.